Дневник на Канал Плюс во 16:30. Добар ден. Во наредниот половина часа информации за актуелните случувања во регионот. Почнуваме со најава на дел од содржините кои ги подготвивме за вас. Владата обезбедува поволни кредити за невработените со бизнис идеја и за малите и микропредпријатија за отворање нови работни места. Аплицирањето е до 21 септември. Деца од Делчево ќе учествуваат на хепенинг во Кюстендил, Бугарија. Утре се слави Европскиот ден на соработката. Штипјанец во Скопје се заканувал со вперена пушка. Кривична за делчевчанец кој во угостителски објект служел малолетно лице со алкохол. Невработените лица со бизнис идеја имаат можност да добијат поволен кредит до 3000 евра. Поголема сума до 9000 евра во вид на поволен кредит може да добијат повеќе невработени лица со план за заеднички бизнис. Аплицирањето е во агенциите за вработување, а трае до 21 септември. Освен оваа мерка, отворена е можност и за ефтини кредити и финансиска помош за малите и микропредпријатија. Рокот на враќање на овие кредити е 3 години со 1 година грејс период до 9000 евра, односно 5 години за кредитот над 9000 евра. Каматата е поволна и изнесува само 1%. Аплицирањето е едноставно. За првите две мерки кои што се однесуваат на самовработувањето се приложува барање до Агенцијата за вработување заедно со подготвен мини бизнис план за кој што постои веќе образец кој што е прикачен на веб страната на агенцијата заедно со прирачникот како да биде пополнет тој бизнис план, додека пак за поддршката на правните субјекти, микро и малите предпријатија треба да поднесат само барање до агенцијата во кое што изразуваат интенција да отворат нови работни места. 359 одобренија за градба се издадени на државно ниво во јули годинава. Во источниот регион овој период издадени се 43 градежни одобренија, од нив најголем дел во Кочани. Најголем број издадени одобренија за градба во јули имало во југозападниот регион 45. Споредено со јули 2014, бројот на издадени градежни одобренија бележи пораст од близу 72%. Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2015 година се издадени 359 одобренија за градење, што е за 71,8% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 231 се наменети за објекти од високоградба, 40 за објекти од нискоградба и 88 за објекти за реконструкција на ниво на држава. Во источниот регион во јули годинава има издадено вкупно 43 одобренија за градење. Најмногу одобренија, 16 се издадени во Кочани, од кои 13 за физички лица, а 3 за деловни субјекти. На второ место според издадени одобренија за градење на истокот е Штип, со вкупно 12, од кои 6 за физички лица и исто толку за деловни субјекти, додека на трето место по издадени одобренија е Проби Штип со вкупно 10 одобренија, од кои 6 за физички лица и 4 за деловни субјекти. По едно одобрение за градење се издадени во Делчево и Зрновци. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Берово, Виница, Карвинци, Македонска Каменица и Пехчево нема издадено ниту едно одобрение за градење во јули годинава. Учениците од Делчево заедно со своите врсници од Кюстендил, Бугарија и Сурдулица, Србија, утре во Кюстендил со низа настани ќе го одбележат Европскиот ден на соработката. Септември е месец во кој со спроведување на стотици локални настани во европските земји по четврти пат ќе биде одбележан денот на европската соработка. Кампањата која е координирана од Европската комисија во соработка со Комитетот на регионите и Европскиот парламент, а која има за цел на пошироката јавност да ги представи постигнувањата на соработка помеѓу европските држави и региони, во рамки на одбележувањето на овој ден, годинава предвидува активности кои ќе се реализираат во градот Кюстендил во сабота на 12 септември од 13:30 до 16 часот и 15 минути. Настан кој ќе се одржи пред влезот на Драмскиот театар под наслов "Заедничките граници не прават поблиски".
На овој настан учесниците од Бугарија, Република Македонија и Србија ќе ја презентираат културата и традициите на трите држави преку презентација на традиционални народни танци и модна ревија. За прв пат во одбележувањето на Европскиот ден на соработката се вклучени и учесници од Делчево, кои заедно со своите врсници од Кјустендил и Сурдулица ќе имаат за цел да создадат заедничка уметничка творба која ќе ја отелотворува европската соработка. Покрај тоа, представниците од Делчево и наку членови на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев во рамки на настанот ќе имаат и 10-минутна програма. Овој пат ние ќе ја представиме Македонија преку пијанечкиот крај. Сите заедно се организиравме и имаме презентација на нашата општина, се со цел во иднина, значи да се прошири оваа соработка и понатаму. Мислам дека и овој пат Делчево, културно-уметничко друштво Гоце Делчево Делчево во право светло ќе се представи, ќе ја представи општината Делчево и ќе ја представи државата Република Македонија. Инаку настанот е организиран од управувачкиот орган на програмите за прекугранична соработка, од инструментот за предпристапна помош Бугарија Македонија и Бугарија Србија, Министерството за регионален развој и јавни работи, а во соработка со Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. Советот на млади на општина Штип со амбасадори на здравјето ќе го подига нивото на здравствената култура на граѓаните на Штип. Со стипендии ќе се мотивираат средношколците кои го завршуваат средното електромашинско училиште во Штип. Советот на млади при општина Штип денес ја одржа својата 7-ма седница, на која се расправаше за одлуките за доделување стипендии, учество и реализација на проектот Амбасадори на здравјето, како и за програмата за работа на Совет на млади на општина Штип за 2016 година. Како што беше најавено предходно, Советот на млади ќе додели 3 еднократни стипендии за матурантите од средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип. Го официализираме повикот и ќе го објавиме во службен весник за сите оние кои што имаат желба да се пријават и да добијат стипендија. Значи да нагласам, тоа се ученици од учебната 2014-2015 година, значи веќе матурирани ученици од Колен Ехтенин. И како што веќе неколку пари нагласив, тоа мора да бидат ученици кои што имаат постигнато одличен успех во текот на сите 4 години, да имаат добро поведение, исто така да имаат освоено меѓународни признанија, награди во различни области, некои спортски награди, како и учество во различни проекти. Сите заинтересирани за оваа стипендија својата документација треба да ја достават до своите професори. Соработниците на Совет на млади поднесоа барање за учество во проектот Амбасадори на здравјето, кој има за цел да им помогне на младите во делот за здравјето и здравиот начин на исхрана. Затоа ние како Совет на млади денеска донесовме одлука за одобрување на проектот Амбасадори на здравјето. Амбасадори на здравјето може да бидат сите млади личности од 16 до 29 години кои што се студенти или се дипломирани студенти на факултетот за медицински науки и преку своето знаење и преку своите стекнати вештини да може да ги едуцираат младите во општина Штип. Веќе се формирани првите 5 амбасадори на здравјето, а од јануари наредната година ќе можат дополнително да се пријавуваат млади лица кои имаат желба да земат учество во проектот. Инаку веќе се подготвени и првите 4 теми кои ќе бидат презентирани, а официјално со реализација на овој проект ќе се започне од октомври. Вчера попладне во Скопје 34 годишен штипјанец со иницијали БМ перил пушка во 39 годишен скопјанец. Инцидентот се случил на улица Јани Лукаровски, каде штипјанецот, изнервиран од сирената од возилото на скопјанецот, излегол од својот автомобил со кој се движел пред него, упатил вербални закани и на крај вперил пушка во лицето МИ од Скопје. Од страна на единицата Алфи, наскоро штипјанецот бил фатен и приведен, пошто ќе следи и соодветен поднесок против него. СВР Штип поднесе кривична пријава за делчевчанец за кој постои основано сомнение дека сторил кривично дело точење алкохолни пијалоци на дете. Тој е затекнат како послужува малолетно лице со пиво во угостителски објект во Делчево, каде бил вработен. Денес православните христијани го одбележуваат денот на отсекувањето на главата на последниот пророк Свети Јован Крстител.
Култот на овој светец е многу раширен во православниот свет и во многу храмови му се посветени. Еден од нив е и храмот на Свети Јован Крстител во село Долни под Локочанско, каде секоја година на овој ден се собираат голем број верници. Подложани и верниците од другите населени места во Кочанската котлина денеска со голем народен собор во дворот на црквата го прославија празникот Свети Јован Обсечен, кој е патрон заштитник на селото. Многоброен народ уште синоќа ја посети црквата каде се палеа свеќи за здравје и се искажуваа молитви за среќа и успех во животот. Синоќа се служеше и мрсна вечера за здравје, а денеска верниците се придружуваа на строгите пости. Повозрастните долно подложани, кои се живи сведоци на растежот на овој духовен храм, ја истакнуваат неговата исцелителна моќ, од која аир виделе неброени верници. Денеска сме дојдени, изберени сме сите, овај манастир е многу ефикасно. Кој е болен, лек си најде си ефикасност. Кој не е деца од имало, да има си дечиња. Кој не е оженен, за сите среќи, за се што помоле Господ, сите желби се исполнат од тук. Овај манастир многу одамна постои. Не помтат многу одамна. Моите стари свекор, свекрва што сам ги затечела, јас сам тука работила 16 години. Некој дете дојдело од Скопје на гости тука и играли си. И паднало, изгубило се. И кога се освесте, бодне стапче. Викал, тука ќе има водичка и тука ќе има манастир. И дојдели се тука нашите чичкото, свекор, тие старите са били староцеделци. Неколку куќи и донесат камења од ридовите и направат мала црквичка. Традиција, сека година месиме си леп. 4 фурни леп испечоме, домашен, многу го сакат. И бобчето на денешниот ден се посте, правиме го трлано. Без зејтин, без травен пипер. 5 казани правиме. 5. А синеќе ни беа 6, оти беше мрсно, месеци имаше, јагниња имаме доста корубани, луѓе донасаа и си купеме и ние од тука и многу убаво ни беше. Ска е Свети Јован Обсечен. И колебе по зависи колку донесат луѓето јагниња, донесат има корубан 3 брава колеме, по 5 казана манџа правиме. Народ синоќа расипа времето, дошт што заврна, инаку е многу. Инаку домакините во Долни Подлог денеска пречекуваа гости, роднини и пријатели, бидејќи токму празникот е можност меѓусебно да се извидат, да поразговараат за тоа што поминало и да си посакаат поубаво утре. Најсрекни сепак се оние кои поради разни причини го напуштиле селото, но во вакви празнични прилики се враќаат на родните огништа и ги разбудуваат спомените. Во пресрет на сезоната на подготвувањето зимница расте цената на најбараните зеленчуци. Ајварската пиперка достигна цена до 40 динари, зашто за многумина ќе значи откажување од добар дел од традиционалната зимница. Штипјани се подготвуваат за правење на зимница, но ако останат високите цени на зеленчукот, граѓаните ќе прават минимални количини на домашно подготвена зимница. Па сакам да јадам. Правам пинџи, за еварти видим, за пинџи. Година многу скап пипер. Скапи сега. Лоша година, нема многу пипери. Па не е баш ефтин, леш пиперо 50 динара. Да, ево вај, 50 динара пипер. Шо е 1 кило? Те тука 2 пати зема по пол кило, 1 кило, да до 50 динара. Не, пазаро не е ефтин, пазаро е скап. Понудата на сезонското овошје е солидна, бостан се уште има, а најмногу барани се грозјето, кое се продаваше по цена од 20 до 30 динари и смоквите по 30 динари. Три лица загинаа, најмалку 25 се исчезнати во поплавите во Јапонија, соопшти јапонската полиција. Исчезнатите лица се жители на градот Џосо во централниот дел на префектурата Ибараки, кој всушност е целосно под вода. Околу 580 лица во градот чекаат да бидат спасени. Според метеоролозите, изминатите 3 дена во североисточна и централна Јапонија наврнале 600 милиметри дожд. Врнежите беа предизвикани од тајфунот Етау, кој во вторникот ја погоди земјата и од тропската бура Кило. Денес се навршуваат 14 години од најголемиот терористички акт во историјата на САД.
На овој датум во 2011 година беа извршени 4 усогласени самоубиствени напади, во кои загинаа речиси 3000 лица. Рано наутро на 11 септември 2001 година, 19 терористи воспоставија контрола над 4 патнички авиони. Најмногу жртви имаше во нападот врз светскиот трговски центар во Њујорк, во чии 2 кули се забија 2 авиони. Настанот се емитуваше во живо низ целиот свет. Невидените напади за САД дотогаш го најавија почетокот на војната против тероризмот. Во чешкиот главен град Прага денеска се одржува средба на шефовите на дипломатиите на Чешка, Германија, Луксембург, Полска, Словачка и Унгарија, посветена на проблемите со напливот на бегалци во Европа. Како што соопшти Министерството за надворешни работи на Чешка, средбата треба да придонесе за подобро меѓусебно разбирање меѓу членките на ЕУ во услови на различни ставови во врска со начините за решавање на бегалската криза. Во моментот фудбалската академија Постолов Пандев ги игра надпреварите во втората лига, каде што се надпреваруваат клубови од цела Македонија, од пионери до младинци, во организација на Фудбалската федерација на Македонија. Викендот ќе се одигра редовното четврто коло, каде што ќе играат против Штипска Брегалница. Сега ни почна таа втора лига во организација на Фудбалската федерација на Македонија, на ниво на цела Македонија кај што играме. Моментално после третото коло сме први на табелата, значи там се надпреваруваат деца од помлади пионери до младинци. Сега играме утре, тоа е сабота и недела, играме редовното четврто коло со Штипска Брегалница, од помлади пионери до младинци. Наредната недела на 19 септември играме детска лига, значи во централниот регион, тука што ги опфаќа Штип, Неготино, Велес и другите градови. Играме исто со Брегалница, таму ги опфаќа деца родени од 2003 до 2007. Значи се на се ќе имате бурен период каде што ќе ги опфани сите деца во нашата школа да играат надпревари и така да мислам ќе има добра забава, дружиње и секако и победи и порази што спаѓа во тоа. Во моментот фудбалската академија Постолов Пандев се наоѓа на првото место на табелата по одигрувањето на третото коло. Овде е крајот на дневникот, со нови содржини се гледаме во 20 часот. До тогаш, пријатен ден.